Има еден комплекс, Бела вода. Се наоѓа на патот меѓу Струмица и Берово. И не се опишува со зборови, а каква храна. Седнавме на ручек, ни спремија речна пастрамка и разни специјалитети. Јадење, буквално се оставивме таму. Ај што јадевме, велам да се прошетаме. Шетај, не се дошетува. Па додека шетавме, таа моја нас догледа коњи. Па ајде да се качила да јавала. Па јас да ти кажем право, прв пат се качив на конј. И си заминавте? Не, абе какво заминување? Ти не си видел какви вили има таму. Па се раскомотивме во една вила, јас гледам фудбал, жена ми одмара и ужива во топлината на каминот и нема замара. Удивина, убавина. Ево оде во малку возобновеното студио на Шанка, променивме тапети, се надевам дека ви се допаѓаат, малку сме по-ретро, а ни достигаат уште некои апликации кои што требаме да ги додадеме, но затоа потоа. Овде гостим во студиото на Шанк го имам Димитар, дечкото кој што ми беше гостин пред скоро една година, каде тогаш говоревме за некои негови хуманитарни акции, со неговите хуманитарни акции стопли многу срца во текот на изминатава 2015 година. Димитар, здраво. Здраво, Горан. Како си? Супер, драго ми што сум повторно во вашата емисија и како прв гостин во вашето ново студио. Како што реков, ми да достигаат уште некои работи, ќе го направиме полека, добре, но сигурно. Супер е, но да, како што кажете, ќе биде подобро, но супер е сега за сега. Кажи ми, Димитар, или сите како што те знаат, јас ке те викам Гоц. Гоц, може Гоц. По твоето презиме. По моето презиме, скратеница од моето презиме, да. Гоц, како ги помина празниците? Празниците, па можам да кажам дека беше солидно. Каде беше се дружевме за Нова година, бев во Маф. Беше супер, малце српска атмосфера, со друштво супер си поминавме. Фамилиарно, божитните празници, бадник. Во кого се падна паричката? Во баба ми. Имавме две парички, двете се падна во неза. Да се почека внуци од тебе. Ќе почека уште малце, но да. Да почека, па веќе спаѓаш во тие во кризични години. Стари ергени. Гоц, гостин си по повод твојата нова хуманитарна акција, која што се случи, кажи ми нешто повеќе, кога се случи, кој беше поривот за да ја направиш? Најновата хуманитарна акција се случи во Струмица, за прв пат правам хуманитарна акција во Струмица. Досега не си направил во Струмица? Никогаш. Ајде да спомнеме, пред да кажеме нешто повеќе за последната хуманитарна акција, зад тебе стои плејада на акции кои што си ги направил. Кажи ми, еве само да ги потсетиме затоа што сме го правиле ово од каде почна и каде се досега еве си помогнал. Добро. Прво почнав, бев главен организатор од студентските организации што беа, од мојата Истек студентска организација. Тоа беше во Скопје и се работеше за поплавите што беа во Србија и во Босна. Организиравме хуманитарни акции, донации од граѓани, така да тоа беа некои првите мои чекори во тоа. Тоа беше 2014 година, ако не се лажам. Потоа направив хуманитарна акција за Нова година во Скопје. Па после првата хуманитарна акција се собраа, ми пишаа многу луѓе, ми исконтактираа, па сакаа да влезат со мене заедно да и тие да помагаат. Така да собравме алишта, пошто беше февруари, зимско време, палтиња, јакни, тренерки и направивме исто така хуманитарна акција во Скопје каде што ги раздававме на бездомниците. После тоа, после 3 дена отидов за Италија во Милано, каде што и таму организирав хуманитарна акција. Па после следуваше исто така во Скопје, па во Мадрид, во Шпанија. Па после се исконтактирав со Црвен крст, каде што тие ми препорачува бездомници и имаше како беше нов проект како помагање на бездомници и тие да се чувствуваат како секој нормален човек 2-3 дена. Така да тоа спаѓаше во своите можности. Да, во моите можности, купување на облека, јадење, средување со спонзор. Спонзор ми беше седмица, 10 дена бесплатно јадење во седмица, спиење 2-3 ноќи во хостел. После тоа бев во Грција,
со мојот пријател од Атина Димитрис Каус, каде што заедно организиравме хуманитарна акција за бездомниците, пошто тогаш беше баш овој моментот со некои политички аргументи таму, проблеми, и имаше многу бездомници, така да и таму беше последната хуманитарна акција. И еве сега за прв пат организирам такво нешто во Струмица, од друг карактер, што не е за бездомници, туку за лица со посебни потреби, од Сдруженијето Порака, центар за деца со попречен развој. Да. И тоа се одвиваше во нивното седиште, во нивната канцеларија. Каде е нивната канцеларија, еве, by the way, да спомнеме за некој друг кој што би сакал да помогне на тие деца со специјални потреби, каде може да се обрати во центарот Порака? Може да се обрати, имаат може преку тебе да... Да, секако може преку мене, може да ме исконтактираат на Facebook Димитар Гоцевски или да ми пишат порака исто така на страницата Let's Be Human. Може да се обратат, имаат и тие Порака се вика, центар за деца со попречен развој. Така е и страницата на Facebook, може и таму да се обратат. Ако сакаат да помогнат, но да, тоа е тоа. Како се одвиваше целата акција, како ти ја прифатија, еве, луѓето кои што се дел од Порака, кои што работат со тие деца, како ја прифатија идејата за твојата хуманитарна акција? Како прво, јас со тетка Сонја, таа ми е комшивка, со неја се исконтактирав, сакав нешто да направам за Божик, затоа што требаше да идам на страна за Нова година во Србија да организирам хуманитарна акција. Не испадна по планираното, па се исконтактирав со мојата комшивка тетка Сонја, која мислам дека таа ги собира, мислам како председател на таа организација. И ја прашав, сакав нешто пакетчиња да им дадам на децата, нешто како играчки, таа ми рече као имале претходно општина Струмица организирале, младински совет мислам организирале, каде што им давале пакетчиња со производи, со смоки и такви работи. Така да ми рече нешто ако може од друг карактер, да. И земав јас исто така со нејзина помош, се исконсултирав и земавме рачни саатови, будилници, нокни ламби, нешто што сепак ќе си го користат. Да, нешто што ќе си го користат и ќе им биде интересно. И претходно ме праша како го прифатија тоа. Прв пат организирам таква акција. Беа многу среќни. Значи за мали нешта многу се радуваат. Што тоа мене ми исполнува. Не знам, тоа ми беше еден од најсреќните денови. Си игравме, пуштивме музика, игравме на песни, организиравме како забава со пиење, со јадење, си раскажувавме некои приказни меѓу нас, се запознав со сите, прекрасни деца, мили деца. Тие се единствени луѓе на светот, што мислам дека не мислат лошо на никого, имаат чисти срца и не можат никој пат да ти сгрешат. Никогаш не може да ти сгрешат, да те повредат никако. Заврши оваа акција, кои ти се плановите за понатаму? Плановите за понатаму? Па исто така сакам сега во Струмица. До сега не беше направено во Струмица. Во Струмица, да, акција во Струмица. Да, ева ти ова го правиш веќе може би има 2 години. Спомна дека првата акција ти била 2014 година. Поплавите, да. Еве, сега се 2016, веќе 2 години си еден хуманитарен деец на македонското тло, ако не и пошироко, еве, и кога ги има своите патувања негде на страна од Македонија и таму ги користиш на некому да измамиш насмевка и да со свој хуман гест да му помогнеш. Кажи ми што мислиш за Струмица и струмичани како хумани луѓе? Затоа што се организираат плејада на акции, еве хуманитарен божикен концерт, и општо се прифатени помеѓу народот, но ти кој е твоето мислење за струмичани како хумани луѓе, како хуманитарци? Тие акции сега ти што ги спомна, тоа е се покренато или од општината или од младите, да кажам, да, младински совет од младите, да, пример. За вкупно како целина моје мислење е дека имаме многу предрасуди. Тој бил таков, тој лажел, тој не бил бездомник, тој така бил, тој така правил. Значи човекот ако
излезе на пат на улица и проси за денар, проси за парче леп, ти ништо нема да ти кошта тебе, нема да осиромашиш од 10 денари ако му дадеш. Тој ако сака нека лаже. Тој пак ако сака нека има куќе за живење. Но тој ако ги има можностите, тој нема да проси на улица така. На улица. Да. И да може за трошка. Да, и тоа сакам да го кажем дека имаме доста предрасуди. Но еве затоа ги правиме тие хуманитарни акции, затоа јас имам таа страна, правиме хуманитарни едукативни видеа каде што би пробал тоа на некој начин малку по малку да се смени. Имаш ли поддршка од некого? Или само со своји собствени средства ги правиш овие хуманитарни акции? Да имам поддршка од некого, јас би го правил тоа почесто, но затоа сум периодичен, затоа што пробувам да заштедам некој денар, и работам сега моментално, пробувам да заштедам нешто и во двата месеци еднаш ќе направам. Не треба многу средства за тоа, само треба да си има желба и да го направиш тоа. Кои ти се следните планови? По планови сега пред малку го спомнав тоа, сакам во Струмица со така да направам како по улиците што правев во претходните мои акции. Дали ќе биде тоа со облека, дали ќе биде тоа со храна. И со така сакам да направам нешто такво, во контакт сум со членовите од Истек Белград, локалниот комитет во Белград, да направиме нешто такво во Белград, во Нови Сад и понатаму ќе видиме. Ќе проборуваме сега ако има некоја поевтина авионска карта за некаде, па би го испланира тоа накнадно. Тоа е не знам како јас да се изразам, ти од собствениот чеп ставаш на страна некои твои задоволства кои што би можел да си ги пружиш, ги вложуваш средствата за да поможеш на некого. Секоја ти чест, брате. Фала горе. И со цело срце ти посакувам се уште да го правиш тоа, и јас јавно ти кажувам дека ќе те поддржувам во се што ти треба, колку можам јас сум од своите можности. И се гледаме во наредна прилика. Ми беше драго што ме покани во твојата емисија и се надевам дека ова видео сега што ќе го гледате ќе допре до вас и да бидеме хумани. Така да бидеме хумани. Погледнете ја последната хуманитарна акција која што ја направи Димитар, или јас како што милувам да го наречам Гоц, со децата од Центарот за деца со попречен развој, порека. Нека ви истопли срцето ово видео и нека ве разводи за и вие да бидете хумани. Поздрав! Поздрав, чао! Добар ден, јас сум Димитар Гоцевски и денеска ќе направиме една хуманитарна акција што ќе биде многу значајна за мене. Зошто? Затоа што ќе биде за децата со посебни потреби. Тие се деца што имаат најчистото срце на светот. Тие деца не можат да сгрешат на никого. Не мислат лошо на никого. Така да, многу сум среќен и многу големи очекувања за денеска, дека ќе биде добар ден, дека ќе пробам да ги развеселам, да ги усреќам денеска, така да не должам да ќе видите зашто станува збор. Поздрав! I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. From the other side, I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call, you never seem to be home.
It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly doesn't tear you apart anymore. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. Hello from the other side. Done, but when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly doesn't tear you apart anymore. Hello from the other side. I must have called